Советничката група на ВМРО ДПМН и Социалистическа партия смята дека не е реализиран буџетот во предвидениот обем, односно не се задоволни од реализацијата од 18%. Јас морам да кажем дека Струмица е една од поуспешните општини и 18% е успешна реализација со оглед на тоа што во првите 3 месеци и нема некои побитни реализации, од причина што тогаш по усвојувањето на буџетот за 2017 година од страна на советниците почнува распишување на тендерите, а кои што тендери, знаеме, траат распишувањето од 30 до 45 дена, со право се разгледа жалба, кои што тендери се пролонгираат и со вистинска реализација општините, исто тоа и општина Струмица, почнуваат од април, односно второто и третиот квартал и последниот од 2017 година со реализација на програмите. Веднаш сакам да напоменам дека Советничката група на ВМРО ДПМН и Социалистическа партија ја рачунат за рекла дека нема доволно реализирани проекти, што не можем да се сложим, бидејќи ги знаеме временските прилики, а со тој ги знаеме заради распишување на тендерите. Кварталното извештај за извршување на буџетот на општина Струмица не беше усвоен. Причината е едноставна, Советничката група на ВМРО ДПМН и Социалистическа партија не гласа за и знаејќи гласовите во Советот на општина Струмица заврши 11-11, 11 беа за, 11 против и со тоа не беше усвоен ово извештај за завршување на буџетот на општина Струмица до 31.3.2017 година. Ова морам да го напоменам, од причина што морам да известам јавноста од кои причини не е усвоен кварталниот буџет на општина Струмица, бидејќи законски обврски го налага тоа на Советот на општина Струмица, односно председател. На дневен ред беа 14 точки од областа на урбанизмот, односно од легализација на бесправно изградените објекти, каде што граѓаните кои што се заинтересирани се уште не можат да ги остварат своите права за легализација на бесправно изградените објекти од причина што чекаат одлука на Советот. Сметам дека не е коректно заради тие луѓе што чекаат да бидат усвоени тие точки од дневниот ред, да се произнесе Советот на општина Струмица како би можели да продолжи постапката за легализација на нивните бесправно изградени објекти во сектор за урбанизам на општина Струмица. Дали постои или не постои друг начин да се завршат тие, во иднина ќе поднесам барање до предлагачот тие точки од дневниот ред да бидат повлечени од оваа седница, за да бидат внесени во некоја наредна седница од Советот на општина Струмица, како би можели да бидат усвоени и да бидат усвоени од страна на советниците на општина Струмица, како би можеле граѓаните кои што се заинтересирани, а не се малку, 14 се на број, да ги остварат своите права пред надлежните институции при легализација на бесправно изградените објекти, односно при продолжување на постапката пред надлежниот орган.